празните на Биби! Боби и волшебниот молив. Си беше еднаш едно... Знаете ли што? Да? Не знаете. Си беше еднаш едно момче кое се викаше Боби. Боби, брзиот! Тоа сум јас! Боби е познат фудбалер од шареното мало. Знаете кој? Уна убави кукички веднаш до големата волшебна шума. Тој ми е прв сосед и најдобар другар. А сега, малку реклами. Боби не само што е познат, туку е и најдобриот фудбалер во малото. Кога Боби ќе даде гол, цело мало се тресе. Глупости, секогаш јас те победувам. А и ова не е приказна за фудбал, туку за волшебниот молив. Слушајте внимателно. Еден убав сончев ден, Боби отиде да буричка во својата гаража. Тој често го правеше тоа затоа што гаражата личеше на една огромна пештера со разни скапоценности. Какви се богатство имаше таму. Стари електрични апарати кои Боби ги расклопуваше, стари книги на кои им се восхитуваше. Што ли не? Големиот ловец по скриени богатства влегува во мрачната пештера. Што ли ќе најде таму? Какви опасности го демнат? Тој најде нешто. Што е ова? Па тоа е чиновски молив. Боби навистина најде еден голем шарен молив. А како и секој добар истражувач, тој веднаш мораше да провери како пишува моливот. Го грабна првиот лист хартија што го најде и почна да чкрта по него. Но, во тој миг, моливот се затресе. Што е ова? Чудно. Боби продолжи да чкрта, а моливот овој пат се затресе многу силно. Што се случи? Да не е тоа чуварот на богатството? Некое страшно чудовиште? Продолжи! Само ти продолжи да пишуваш! Кој е? Јас сум, јас! Како не ме знаеш? Джинот од моливот, ако продолжиш да пишуваш, ке ме ослободиш, а ке ти исполнам желба! Желба? Желба каква што сакаш! Еве 2 желби ке ти исполнам! А не 3? Обично по 3 желби се исполнуваат. 3! Многу работа е тоа! Ама ајде во ред! 3 желби! Боби почна да чкрта со сета сила, а моливот се затресе, подскокна и од него излезе джинот. Колкав си бил! Како не, јас сум најмал од сите мои браќа. Затоа постојано ме задеваат и ме затегаат за ушите. Види какави ми се ушите од тегнење. Да, навистина ти се големи. И не само тоа, моите браќа ме ставија во овој молив. Твоите браќа те ставија? Како? Со магија како? Чирубу, чириба, абракадабра, такви работи знаеш. И така ме заробеа во моливот. Баш ми е жал. Многу се лоши тие моите браќа, леле, не знаеш колку се лоши. Но да не зборуваме сега за тоа. Епа, тогаш ќе ми исполниш желби, Еве, например, нов компјутер. Што е тоа? Компјутер? Знаеш, за играње. За играње? Па, и за други работи, и за други. Не знам јас компјутер. Нешто друго смисли. Ајде, еве, нов велосипед. Пет? Велосипед. Прв пат слушам. Кажи нешто што знам. Ајде побрзај со желбите, брзам. Брзаш? Каде брзаш? Па дома. Каде на друго место? 1000 години сум заробен во моливот. Сакам да си ги видам жената, децата, моите мали чинчиња. Кој знае колку пораснале во меѓувреме. А каде живееш ти? Па во джин земја, каде да живеам? Прекрасно место. Навистина, мора некојаш да дојдеш да го посетиш. Само најдобро да дојдеш кога моите браќа не се таму. Туку, ајде, смисли ли желба? Епа, еве нешто што сигурно го знаеш. Летечки килим. Летечки килим?
Кај се чуло, кај се видело килим да лета. Па, во сказните. Момче, те лажел тебе некој нешто, а? Па, што можеш да оствариш? Ајде, кажи ми ти. Па, еве, например, мир во светот. Мир во светот. Можеш да го постигнеш тоа? Па, не сум баш сигурен. Што можеш тогаш? Чекај да пробам. Нешто сум зарген во последно време, да ти кажам право. Джину, ти да не ме излажа мене, можеш ли воопшто да исполнуваш ти желби? Не можам. Затоа мојата браќа постојано ми се подсмева. Сакам да си одам дома кај жената Джини, малите Джинџиња. Тогаш, Боби се сожали на Джинот и му рече: Знам. Има една желба што можеш да ми ја исполниш. Има? Да си одиш веднаш дома кај твоите джинчиња. Веднаш, сега. Леле, ај колку убаво, фала ти многу, најмногу. Туку слушај да ти кажам нешто. Овој моливов, тој не е обичен молив, знаеш? Не? Да, тој е волшебен молив. Знам со сигурност дека можеш да пишуваш со него уште 1000 години и нема да се потроши. Да? Уху! Супер! Фала ти многу, Боби. Одам јас сега, ајде, чао. Слушај, ако ти затребам на нешто, не за желба, туку онака да се дружиме, само напиши Джин со моливчето и јас ќе дојдам, важи? Важи! Чао, Джино! Поздрави ги джинчињата! И така, Джинот си отиде дома во Джин земја, а Боби веднаш дојде кај мене и ми раскажа се. Мене ми беше жал што не го запознав Джинот, но јас познавам други Джинови, нели? Овој сигурно има некој далечен роднин. А впрочем, можеби ќе се сретнеме некогаш и со овој Джин во некоја друга сказна? Туку... Мене би дојде време за спиење, а верувам и вам. Добра ноќ, другарчиња! Добра ноќ. Мојот
дечиња, да каснете некој колач. И сладолек. На здравје! Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Ѓ. Здраво, другарчиња! Денеска ќе учиме буквата Ѓ. Ова се големата и малата буква Ѓ. Мене оваа буква ми изгледа тешка, Биби. Веројатно затоа што има помалку зборови на буквата Ѓ. Инаку многу е лесна за пишување. Да, големата буква Ѓ се пишува вака. Истото го повторуваме и со малата буква Ѓ. Ева, погледнете. А сега, ајде да погодуваме. Сега, Боби, веднаш. Значи, ја играме нашата омилена игра. На буква. Погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имиња на луѓе на буквата Ѓ. Ама, бидејќи има малку зборови на Ѓ, јас предлагам секој да го кажува она што прво ќе му падне на памет. Може? Може. Ѓ. Ѓаволче. Мислам дека има едно во волшебната шума, ама се крие од нас. Не сум баш сигурна, но се е можно. Мене ми текна на други две работи, односно на две јадења. Ням. Геврек и ѓувеч. Омиленото јадење на баба. Ѓ како ѓон од чевел. Ѓ како ѓубре. И си знаете, другарчиња, ѓубрето се фрла само на определени места. Канти и контейнери. Ѓ како Биби, не ми текнува ништо. Може јас. Мене ми текна. Не може. Ма Боби, те молам, попушти, затоа што мене ми текна нешто. Добро, ајде, кажи. Ѓул. Ѓул? Да, ѓул. Па нема таков збор. Тоа е ѓуле. Јас си погодив. Боби, ѓуле е друго. Ѓул е цвеќе. Прв пат слушам. Да. И тоа е многу интересно затоа што тоа е цвеќе што е многу познато и има уште две имиња. Навистина? Кои? Роза, трендафил или ѓул. Ова не го знаев. Розата е ѓул? Да. Добро, Биби, важно, ти победи. Ајде сега да играме следната игра. Во ред, ајде да ја најдеме буквата Ѓ во овие нешта. Ајде, другарчиња, во кој од зборовите што ги означуваат овие нешта ја има буквата Ѓ на почетокот од зборот, а во кој на средината од зборот? Ајде. Ова е многу тешко. Ајде да се обидеме. Ајде. Буквата Ѓ ја има на почетокот од зборот во ѓезве и ѓердан. А на средината од зборот ја има во лагја и веѓа. Јеперипи, победивме! Хе-хео! Така е! Другарчиња, па ние дојдовме до крајот на ова видео. Ама ќе се видиме повторно во следното видео. Биби и Боби ги учат најмалите. А во него ќе ја учиме буквата Е како експеримент. Е како енциклопедија. И како еден, ама вреден. Хе-хео! Довидување, другарчиња! Кој прашува, не промашува. Тато, не избега балонот!
Да. Јас го држев и наеднаш дувна ветер и ми го однесе од рацете. И Полека, Боби. Јуф, Смири се. многу сум лут на тој ветрот. Ајде, диши. Ете така. Готово. Убаво земи воздух. Убаво. Подобро е, да, еве ми помина лутината. Туку, чичко таткотино, зошто дува ветер? Љубопитните глави секогаш со нови прашања. Да. Па вака. Дали вие, Боби и Биби, знаете дека ветрот е воздух? Воздух? Да, токму така. Ветрот е струење на воздухот над површината на земјата. И сега вака, кога воздухот ќе се загрее, тој се шири и станува полесен и се крева нагоре, а постудениот таму одгоре доаѓа на неговото место. Со вакво движење настанува што? Ветрот. Тато, а од каде доаѓа воздухот? Тоа е добро прашање. Тоа е, Бибуш, одлично прашање. Воздухот е насекаде околу нас. Насекаде. Па јас не го гледам никаде. Да, а не можам ни да го помирисам. Да видиме. Може би е некаде надвор. Чекај да видам, чекај. Ни овде го нема. Тото па ни овде го нема. Воздухот е насекаде. Насекаде, тој нема ни боја, нема ни вкус, ни мирис и затоа ние не можеме да го видиме. Ама можеме да го почувствуваме. Воздухот, деца, е многу важен за животот на земјата. Тој ни е потребен за да можеме да дишеме. Затоа ние не можеме да го задржиме здивот повеќе од 10 секунди. Така е, Бибуш, така е. Чичко таткотино, а дали воздухот им е потребен и на другите животни? На сите животни без исклучок. А растенијата? И на растенијата. И на птиците. И на инсектите. И на еднорозите. И на змејовите. Воздухот им е потребен на сите живи суштества за да преживеат. А ова се случува кога балонот ќе се преполни со воздух. Еве ви по еден балон и сами надувајте го. И кога да имате нешто да прашате, вие слободно дојдете. Леле, ти благодарам, тато, ти благодарам многу. Јеј! Довидување! Јиперипи! Ајде, довидување, деца!